Lola i Mila. Домашен миленик. Lola и Mila веќе одамна сакаат домашен миленик. Затоа одлучија да свикаат семеен состанок. Мамо, тато, го свикавме овој состанок, бидејќи сакавме да ви врачиме молба. Мила, молбата те молам. Би сакале куче. Вистинско. Ве молиме. Добро, ама на вистина? Ќе добиеме куче? Ама прво мора да докажете дека ќе бидете одговорни. Одговорни? Што значи тоа? Девојче, што тоа значи? Мислам, моментално заборави. Тоа значи, вашата обврска ќе биде да го храните кучето, да го шетате, чешлате. Вие ќе бидете собственици на тоа куче, не ние. Ветуваме. Чесен куче собственички збор. Ветувањата не се доволни. Колку е мал. Како на батерии. Ова е глупаво. Не сакавме куче на батерии, туку вистинско куче. Како ви оди? Одлично. Што? Кон него мора да се однесувате како кон вистинско куче. Еве, прочитајте го ова. Тука има се што треба да знаете за кучето како домашен миленик. Чао! Зошто токму нашата мајка требаше да биде ветеринар? Нека се вика Чарли. Може? Не е вистински. Одеден, да се нахрани кучето. Ете, тоа не беше тешко. Под 2. Кучето јаде 3 пати дневно и после секој оброк мора да оди во тоалет. Ете, Чарли какаше. Од каде знаеш дека не е вистински? Вистински е. Види го како се смешка. Под 3. Не толку брзо. Бидете пристојни и соберете ги какушките на вашето куче. Бляк, зошто јас? Затоа што јас читам, мораш и ти нешто да правиш. Бляк. Ама тоа не е ниту право гомце. А зошто тогаш ти не го собра? А колку долго треба да го шетаме кучето? Додека не му се потрошат батериите. О, не! Ене го Ацо! Не сакам да ме види како шетам куче на батерии. Одидов јас. Опа, сте набавиле куче? Ама тоа е играчка. Тргни ми се од патот, инаку ќе му наредам да те гризне за прстот од ногата. Лола, Мила, кучето се измочало на тепихот. Што пишува во упатството број 4? Морате да го научите кучето што смее, а што не смее да прави. Ќе го нахраниме, ветувам, нема никогаш повеќе да прави така. И изчистете ја таа флека. Не можам веќе да се правам дека имаме вистинско куче и не можам веќе да чистам божемски флеки. Флеката е вистинска. Јас се откажувам, не ми е гајле, не сакам куче. Немој да те слушнат. Ајде, Лола, издржи уште малку. Не доаѓа во предвид. Еве, не мораш да ја чистиш флеката, јас ќе ја исчистам, само ти немој да се откажуваш од Чарли. И под 5, редовно вакцинирајте го кучето. Мразам вакцини, кутри од Чарли.
Добар ден, господјо. Го донесовме кучето на вакцинирање. Тоа не е господја, тоа е мама. Сега сум ваш ветеринар. Да видиме. Убаво куче. Држете го мирно додека му ставам вакцина. Нема никаде да оди. А, молам, кажавте нешто? Ништо, еве го држиме. Ова е вистинско куче. Знаев, Чарли, знаев дека си вистински. Чекај, од каде тоа? И последното правило од списокот е? Сакајте го своето куче со целото ваше срце. Здраво, мила! Гледам повторно го шеташ твоето божем куче. Зарем ова не беше посладко од колачи? А што е уште посладко? Ќе дознаете во следната епизода.